добро утро, тукму од Старскиот дом Мајка Тереза, кој што се наоѓа во Скопје. Ќе го најавиме Великденскиот базар, кој што ќе се одржи тукму овде овој четврток и овој петок, тукму во Старскиот дом Мајка Тереза, а во тек се подготовките за самиот базар. Верувам дека гледачите ќе можат да ја забележат и моменталната работна атмосфера, односно сите оние подготовки за самиот Великденски базар. Ќе напоменеме како течат самите подготовки, но воедно и што ќе може да се види на самиот Великденски базар. Ово утро ќе му посакаме добро утро на мојот денешен гостин Јорданче Јосифов, кој што е раководител во овој Старски дом. Добро утро и добро дојдовте во утринската нателма. Добро утро, добро ве најдовме. На вас добро утро во просториите на нашата работна терапија заедно со нашите корисници. Како што спомнавте во најавата, работна атмосфера ги правиме завршните подготовки за нашиот Великденски базар, на кој што ќе изложиме дел од производите кои што се настанати баш во нашата работна терапија, производи кои што се изработени од нашите корисници заедно со персоналот. Зошто го правиме ова? Затоа што концептот на работна терапија го подразбира баш тоа. Сите нивни капацитети, зборам за нашите корисници, сите нивни капацитети, афинитети и таленти кои што ги има, да успееме да ги преточиме, да може да креираат нешто кое што во вид на производи ќе биде изложено со великденски мотиви овој базар, ќе биде изложено пред јавноста за да може да купат и да допринесат за презентации, за јакнење на она што сме го работеле во текот на целата година. Кажете ми, еве, велите со великденски мотиви, со самите изработки, може ли поточно да напоменуваме, верувам дека може и гледачите да забележат преку самиот објектив на Телма телевизија, што поточно се изработува од страна на лицата кои што се тукму овде во Старскиот дом? Согос нивниве афинитети, имаме плетени и везени работи, имаме славски шишиња, имаме сувенири кои се со великденски мотиви, имаме отстранувачна шминка, една активност која што работевме неодамна и која што производите ќе бидат изложени на самиот наш великденски базар. Има многобројни сувенири и украси кои што се изработени со таа цел да се представиме пред јавноста со производи кои што се поврзани со празникот. Покрај великденскиот го имаме и новогодишниот базар, но тој ќе следува, подготовките за него ќе почнат веднаш по завршувањето на нашиот великденски базар. Се разбира, ќе имаме, верувам, можност да го најавиме и тој базар кој што ќе се одржи за време на новогодишните празници. Со оглед на тоа дека напоменав оваа работна атмосфера каде што се изработуваат такви предмети во тек, кажете ми колку време всушност се подготвуваат лицата кои што се овде за овој базар? Дали трае долго тој процес? Нашата работна терапија работи континуирано цела година. Имаме различни поводи, соработката со разни невладини организации и хуманитарни организации ни овозможува да секогаш имаме нови и свежи идеи, вклучително и идеите на самиот персонал, и се она што нашите корисници можат и ќе се нафатат да го изработуваат, ние го изработуваме. Пак ќе кажам, континуирано работиме цела година, се ако ќе го завршиме ваква великденскиот базар, ние полека ќе почнеме да се подготвуваме за новогодишниот, си ги набавуваме материјалите, разговараме со нашите корисници што е тоа што можеме да изработиме, се трудиме секоја година да понудиме уникатни сувенири и производи и се трудиме секогаш да научиме и некоја нова вештина што влегува во концептот на доживотно учење, зашто ќе зборуваме малку подоцна во самиот разговор. Еве, велите ова, ја напоменавте самата работна терапија. Колку всушност оваа работна терапија влие позитивно на лицата кои што се овде? Еве, напоменавте дека и со текот на времето се учат и нови вештини. Баш така, работната терапија има огромно влијание. Зошто го велам тоа? Затоа што нашите корисници со самото згрижување во нашиот дом добиваат социјални и здравствена заштита и тоа на највисоко можно ниво. И кога сето тоа ќе им го обезбедите нив, им остануваат многу слободно време кое што ние се трудиме креативно да го искористиме. Работната терапија и самите може да потврдат, им значи многу бидејќи се чувствуваат живи. Мотото на овогодишниот базар всушност е творам, значи постојам, во смисла на тоа дека секој од нив има некоја вештина, има некое знаење кое што може да го преточи и да креира некој сувенир, некој производ кој што ќе даде сопствен белег и ќе се вклучи во самиот базар. Така да важноста е огромна. Нас како професионалци ние од помош, бидејќи на овој начин одржуваме активни стари луѓе и се вклучуваме во концептот на активно старење. Работната терапија не би била работна терапија ако да речеме ние само произведуваме, а не го изложиме сето тоа пред очите на јавноста. Затоа и ги организираме нашите базари, кај што ги представуваме нашите производи, кај што постигнуваме видливо за целата наша работа и се разбира едноставно задоволството е големо кај старите лица кога ќе видат дека некој го купува баш сувенирот кој што тие го изработиле, бидејќи тие ќе бидат учесници на самиот базар во улога на домаќини. Пред самиот крај, бидејќи го напоменавте терминот активно старење, ќе прашам што поточно подразбираме под тој термин?
Активно старење е баш тоа, креативна старост во која што целото на искуство што се насобрало во текот на годините сега може да се ефектуира, а дали тоа ќе биде во изработка на производи, дали ќе биде во осмислување на некоја активност како што е зачувување на животната средина, дали ќе биде во грижа и помош во заедницата во зачувување на екологијата, дали ќе биде за одржување на она што ние го имаме прекрасно зеленило во домот. Значи сите оние форми кај што старото лице е активно и кај што нивното искуство доаѓа до израз, можеме да ги сврстиме во групата на концептот на активно старење. Го спомнавме пред малку да им објасниме на гледачите и за концептот за доживотно учење. Значи животот не завршува после 50 или 60 година, номинално после 60, бидејќи тогаш веќе според дефиницијата на Светска здравствена организација тие стануваат стари лица, а животот за некој од нив тогаш почнува. Бидејќи имаат што да понудат, бидејќи имаат што да творат и со самото тоа им се продолжува и нивниот животен век. Ви благодарам многу за одвоеното време. Навистина ми беше драго што имавме можност да ги слушнеме овие информации. Ви благодарам што не пречекавте тук овде да видиме за каков базар постанува збор или поточно како изгледаат самите подготовки за базар. Молам, благодарам и на вас како медиум што ќе ја пренесете оваа порака до јавноста и се разбира да ја поканиме јавноста да ни се придружат на 3 и 4 на 2 и 3 април од 14 часот до 17 часот во просториите во нашиот салон, каде што со богата културно-уметничка програма, со постна храна, согласно празникот, за која што ќе ни помогна да изработиме учениците и инструкторите од Средното училиште на град Скопје Лазар Танев, да се представиме како добри домакини и да ја изложиме целата наша работа пред јавноста. Благодарам уште еднаш.